Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Денешното издание на емисијата во знакот на хуманоста и солидарноста. Се осврнуваме на минатонеделниот настан, наречен Маршрута на солидарноста, организиран од Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола во соработка со Црвениот крст на Македонија, со кој се одбележа јубилејот 80 години од формирањето на оваа организација. За мене волонтирањето представува искажување на љубов и грижа за заедницата. Волонтерите доаѓаат од различни сфери и ти укажуваат помош при природни катастрофи и подобрување на образованието и здравството. При тоа волонтирањето создава позитивна енергија која што влија позитивно на целата заедница. Родителите можам да напоменам дека се природни вистински волонтери. Тие укажуваат грижа и љубов до своите деца не за да добијат нешто за возврат, туку тие тоа го прават од љубов и да нивните деца бидат добро прифатени во заедницата. При тоа, волонтирањето не е работа, туку тоа е начин на живот и не секој може да биде волонтер. А што за вас, колешки, значи волонтирањето? Според мене, волонтирањето не е само помош, тоа е и начин на живот. Кога ние волонтираме, без разлика дали е тоа по крводарување, преку едукација или по помош во тешки ситуации, ние вложуваме во другите без да очекуваме ништо за возврат на себе. Тоа е чист пример на алтруизам. Вложување во другите без да очекуваш ништо за себе. Затоа, денес, овде, сега, секој од нас има можност да направи една мала разлика. Да даруваме крв. Со едноставен, но моќен чин. Тоа има безценето влијание. Има ли нешто поблагородно од тоа? Според Мартин Лутер Кинг Џуниор, волонтирањето е вистинската хуманост се искажува преку дела на љубов и сочувство. Ете вака започна минатонеделниот настан на правниот факултет на Укло, насловен Маршрута на солидарноста. Студентите од дебатниот клуб Укло Колорс Аргументум, Стојанка Ќупчева и Валентин Стојановски, давајќи свое видување за тоа што значи солидарноста, го направија воведот во панел дискусијата, во која се истакна важноста на континуираната соработка меѓу универзитетите и хуманитарните организации, со цел поттикнување на младите кон активно учество во волонтерски и крводарителски активности. Во рамки на настанот, свој обраќање има ректорот на Укло, професор доктор Игор Неделковски и генералниот секретар на Црвениот крст, доктор Саид Саити, кои ја нагласија долгогодишната соработка меѓу двете институции и беше доделена јубилејна плакета на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола како признание за посветеноста на Укло во поддршката на хуманитарните активности. На присутните студенти, професори и средношколци, на почеток им се обрати ректорот на Укло, професор доктор Игор Неделковски. Црвениот крст и универзитетите имаат слична мисија. Црвениот крст помага на оние кои имаат потреба од здравствена социјална помош, а ние ги едуцираме младите луѓе преку својата стручност да не дозволат да се најдат во неволја, рече ректорот Неделковски и продолжи. Ние, со едукацијата на нашите млади колеги, треба секогаш, и ако тие се полнолетни, секогаш да ги едуцираме не само да бидат добри професионалци, туку да бидат човеколюбци, хуманитарци. Човеколюбијата е врв на функционирањето на секое општество. Затоа нашата мисија како професори е и во тој поглед да нашите студенти, покрај што ќе станат врвни професионалци, да бидат, како што кажав, човеколюбци. Фактот дека во Македонија се слави 80 години Црвен крст значи дека првата современа македонска држава Црвениот крст го става рамо до рамо со другите органи, со првата влада, со првите училишта, со македонскиот јазик,
Асном, значи тоа е само неколку месеци од основањето на државата. Универзитетите се подоцна основани. Тоа го кажува важноста што секоја држава треба да му ја придава на Црвениот крст. Зборуваме за 45-та година, кога се уште се водат внатрешни борби, кога земјата е разурната, кога повеќето од населението е неписмено, некои тогашни раководители одлучиле дека рамо до рамо со јазикот, со владата е Црвениот крст. Затоа ние сме на УКЛО посебно горди што таква организација ќе ни додели благодарница. Благодарам и честитам уште еднаш за јубилеј. Нашата организација Црвениот крст 80 години живее во Македонија. Со нашето доаѓање тука, на универзитетот, сакаме да апелираме и да ја подигнеме свеста кај сите дека организацијата треба да се доживува и да се означува како белег на оваа држава, бидејќи таа е родена и расте со државата, рече генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија, доктор Саид Саити во своето обраќање и потенцира. Таа се прилагодува со времињата, таа го следи текот на државата, таа ја подпомага државата тогаш и сега. Значи превзима дел од одговорностите, значи се обидува да покаже дополнителни амбиции како организација, се со цел заедно во соработка со сите институции кои носат одредени одговорности во државата да придонесеме да ја направиме оваа држава поубаво место за живење. И тоа мислам дека го правиме. Веројатно таа перцепција и тој заклучок би требало однадвор да ни дојде. Тој го чувствуваме деновиве, ја чувствуваме енергијата, чувствуваме дека сме добре дојдени во сите средини во Македонија. Мислам дека тоа е добра гаранција дека сме на вистинскиот пат и дека нашата организација е таа која обстанува толку време, таа е актуелна тогаш и сега, затоа што таа има внатрешна способност и можност за прилагодување. Таа го следи контекстот, ги следи потребите на луѓето, ги следи сите оние нешта кои му припаѓаат на Црвениот крст како мисија и визија, но нешто што сакаме и денеска да го постигнеме и да го направиме. Едноставно, Црвениот крст се обидува следните 80 години, почнувајќи од сега, да превземе дополнителни, би рекол, одговорности и обврски кои не се типично Црвен крст, меѓутоа сметаме дека тоа ќе не направи и понатака актуелни. А тоа е дека во одбележувањата во сите овие активности кои ги спроведуваме, едно од содржините кои нам многу ни значи е токму посетата на универзитетите, токму контактите што можеме да ги имаме со вас, затоа што на тој начин сметаме дека ние заедно со универзитетите ќе создадеме дополнителни предпоставки и дополнителна содржина која заедно ќе ја промовираме и во вид на активност и во вид на енергија со која ќе сакаме да допреме и да дојдеме до сите тие што имаат потреба од нас во еден момент. Тоа нешто сакаме денеска да го понудиме на вас, тоа е наша определба и заложба за формирање на, односно веќе е формирана таа Академија на Црвениот крст, во која академија внатре би настанала таа интеракција и размена помеѓу практиките на Црвениот крст и достигнувањата на високонаучните установи, се со цел да придонесеме и да придобиеме и факултетите, и Црвениот крст, на крајната придобивка да ја имат граѓаните, односно Црвениот крст преку таа соработка да дизајнира нови проекти, нови понуди, нови можности кои ќе ги следат потребите на луѓето. Сите ние сме свесни дека живееме во еден модерен свет, многу динамичен свет, технолошки многу развие, но свесни сме од друга страна дека сето тоа произведува дополнителни негативни појави и последици во општеството, без разлика навидом на напредокот, кој состојби им е потребен одговор од некого и нечи. Сметаме дека во тие негативни последици предизвикани од технолошкиот развој, Црвениот крст е една од организациите кои може доста да помогне во отстранување и елиминирање на тие последици на таквиот развој. Ево таа смисла, ние денеска дојдевме да ви кажеме дека освен што во минатото бевме подготвени, односно ги гледавме, ги слушавме луѓето, ги уважувавме и создававме партнерства, ова е дополнителна кандидатура наша едноставно да
во иднина заедно со вас, со сите тие што нас не гледат, не перцепират и не подржуваат дополнително, и да ги гледаме следните потреби, и да ги уважуваме луѓето, и да направиме партнерство, се со цел да создадеме што е можно повеќе хуманитарни ефекти во општеството, со цел општеството да го направиме и поприфатливо и подобро место за живење на сите. Ви благодарам. Честит нека ни е јубилеот на сите и да дочекаме уште многу вакви јубилеи во наредните години и секако многу поубави работи настани во целата држава. Така да уште еднаш ви благодарам за приемот и за можноста што не дава. Како што кажавме, на настанот се одржа панел дискусија, но за неа по музичката пауза. Останете со нас на 90,8. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав, ти си мој. Каде да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој, каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ке останеш мој, само мој, до небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо. Панел дискусијата "Маршрута на солидарноста", која се одржа на Правниот факултет на УКЛО, организирана од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Црвениот крст на Македонија, ја модерираа професорите Никола Дујовски од Факултетот за безбедност во Скопје, единица на УКЛО, и професор доктор Фадми Османи од Универзитетот во Тетово, а паналисти беа проректорот за наука на УКЛО, професор доктор Горан Илич, Даниело Божиновски, студент на втор циклус студии на Правниот факултет, и председателката на општинската организација на Црвениот крст Битола, доктор Лилјана Ристевска.
Професорот Дујовски и самиот активист во Црвениот крст ја нагласи важноста на континуираната соработка меѓу универзитетите и хуманитарните организации со цел поттикнување на младите кон активно учество во волонтерски и крводарителски активности. За мене Црвениот крст значи радост, значи љубов, значи живот. Нема институција во која што во државата, дали е во владиниот или во невладиниот сектор, дали е во стопанството или во нестопанството, каде што нема волонтер или човек кој што имал ангажмани со Црвениот крст. Ова е најголемата, воедно и најзастапената институција во нашата држава со извонредно значајно место во општеството, партнер на институциите, пријател на луѓето во неволја, водител на многу значајни промени кои што се случуваат во нашата држава. Тоа е Црвениот крст и нашиот Црвен крст. Впрочем, Црвениот крст е институција која што со Факултетот за безбедноста и со УКЛО соработува на извонредно високо ниво. Ние уште во 2018 година формиравме основна организација на Црвениот крст и секоја година со општинските организации, таму каде што територијално припаѓаме, работиме на хуманитарни активности, му помагаме на населението кое што е загрозено или кои што се во социјален ризик. И навистина тоа сите вработени на Црвениот крст и голем број на студенти го прават со големо задоволство. Сите треба солидарно да работиме и да одговориме на сите предизвици, рече професор доктор Фатби Османи од Универзитетот во Тетово. Наидов на многу синоними на зборот солидарност. Меѓутоа, најмногу, како да речем сега, ми се допадна зборот заедно, заедништво. Значи, заедно ние може да направиме многу, заедно може да направиме ние и да се соочиме со сите предизвици, времето кое ни налага, заедно ние може да чекориме кон подобра иднина, заедно да бидеме сплотени во сите тие околности што ни создава општеството и нашето окружување. Универзитетот има голем потенцијал за заедничка работа со Црвениот крст, приправење на програми, на проекти и на многу други активности. За соработката на Црвениот крст со УКЛО зборуваше председателката на Општинската организација на Црвениот крст Битола доктор Лилјана Ристевска, која напомена дека првите заеднички активности се направени со Правниот факултет и со Високата медицинска школа, а сега таа соработка е подигната на целиот универзитет. Сметам дека може би навиду мали работи вака изгледа, дека правиме, меѓутоа секогаш сме со една заложба на давање една квалитетна едукација на самите студенти, затоа што знаете многу е важно кога младите почнуваат да волонтираат, не само за време на нивните гимназиски денови, меѓутоа кога продолжуваат со волонтирање на нивните студентски денови. Затоа што знаеме дека студентите секогаш имат иновативни идеи, тие се тие кои што се полни со ентузијазам, гледаме носат големи промени во самото општество и сметам дека ние заеднички треба да работиме на делот каде што тие студенти повеќе ќе ги едуцираме, повеќе ќе придонесиме за нивната понатамошна проактивност во општеството во однос на хуманоста и на солидарноста. Како Црвен крст, заедно со универзитетот сме во заеднички активности, покажуваме практична примена на првата помош, имаме такви предавања во Високата медицинска школа, ги едуцираме студентите, односно вршиме дополнување на нивните знаења во однос на срцево-белодробни оживување и давање на прва помош, затоа што знаете првата помош спасува живот, не е то само една реченица, во пракса тоа е многу важна работа. Исто така заедно со универзитетот сме во нивниот отворен ден, УКЛО со пријателите. Ви благодарам што сметате дека Црвениот крст е еден партнер, еден ваш пријател. Секогаш ќе бидиме, сме били и ќе бидиме секогаш со вас. Како медицинско обезбедување, знаете дека кога си има спортски активности, спортски турнири, може би подобро да превенираме како една сигурност, секогаш Црвениот крст е тука. На волонтерството како значаен сегмент за секој студент на панел дискусијата Маршрута на солидарноста се освртна Даниело Божиновски, студент на втор циклус студии на Правниот факултет на УКЛО. Генерално мислам дека
Перцепцијата за Црвениот крст, посебно кај младата популација која почнува во оној сегмент на дарување на крв, на некои хуманитарни акции, но практично Црвениот крст како голема организација која во моментот на глобално ниво има околу 15-20 луѓе кои се заангажирани со Црвениот крст, мислам дека има многу поширок контекст во остварување на тие права и за мене гледано низ таа призма мислам дека Црвениот крст и црвената полумесечина неизното значење е можеби тука негде со Обединетите нации, посебно на овој дел кој го забораваме да го потенцираме затоа што денес е многу тешко во овие мирнодопски услови, барем тука за нас во регионот да го потенцираме значењето на Црвениот крст во однос на военото и хуманитарното право, затоа што не смееме да заборавиме дека почетоците на Црвениот крст, онда Андри Динар па наваму се заради воени действија, заради битката кај Солферино, кога го направиле тој скуп од 5 мина заедно и тука се веќе почетоците и на тоа право во однос на хуманитарното, потоа се нели и хашките конвенции и женевските и така натаму. Така да спојот на Црвениот крст со правото е огромен. Црвениот крст денеска мислам дека е пред огромен предизвик кога го гледаме низ оваа призма во остварување на човековите права и слободи, затоа што денеска гледаме дека и не сме толку сигурни дека треба да го практицираме само Црвениот крст низ мирни услови и затоа како обврски кои ги превзема државата, не само Црвениот крст кој треба да ги превземе и државата се едуцирање на младите во однос на можностите и проблематиката со која се занимава Црвениот крст и со однос на овие права и затоа мислам дека универзитетите се местото каде што треба на едно повисоко ниво да биде инкорпорирана оваа проблематика и да биде изучувана. За среќа тука ја имаме и ја изучувавме низ тој предмет, така да мислам дека треба полека да се тоа надоградува во наредниот период. Црвениот крст е најсериозната меѓународна организација досега создадена од човештвото и јас би можел да ја наречам совест на цивилизацијата, рече проректорот за наука на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Горан Илич, кој направи паралела меѓу активностите на Црвениот крст во минатото и сегашноста, а се осврна и на значењето на соработката на УКЛО со организацијата и напорите кои ги прави универзитетот за зголемување на свесноста за хуманитарниот ангажман на студентите. Можам да кажам дека за жал или за среќа организацијата на Црвениот крст била присутна токму овде на овој терен многу години пред нејзиното формално основање во Република Македонија, уште за време на Прва светска војна, кога токму тука поминувал Македонскиот фронт и кога Битола била едно од најразурнатите градови после францускиот Верден. Градот Верден во Франција, каде што се одиграла најголемата тенковска битка во големата војна. Поради тие причини, градот Битола од француската влада добива орден град страдалник. Тука Црвениот крст има многу работа, но овој терен конкретно во Битола и Битолско Мариово, Пелистер и регионот, бидејќи тука се одиграле најголемите битки, бомбардирањето сушност на сојузничките сили. Тука действувал американскиот и британскиот корпус на Црвениот крст. Така тоа нас ни дава мотив дека навистина Црвениот крст е организација која што дефинитивно мора да се одржува, мора да се негува, мора да се афирмираат вредностите на Црвениот крст. Нашиот универзитет, како универзитет кој што има сериозно влијание во поголем дел од територијата на Република Македонија, тргнувајќи од Скопје преку другите градови и до Битола како седиште на ректоратот и на универзитетот, тоа представува компаративна предност на нашиот универзитет и ние сме многу одговорни во ползувањето на таа условно речено мека моќ со која што располагаме како универзитет. Дефинитивно ова ректорска управа начело со ректорот професор доктор Игор Неделковски присутен тука, навистина настојува нашиот универзитет да го трансформира во универзитет насочен кон заедницата, бидејќи една од мисиите и целите на универзитетот е да служи на заедницата. Ние целосно ги афирмираме, ги прифаќаме и вредностите на Црвениот крст генерално, како такви, апсолутно преку нашите студиски програми, нашите факултети,
Зависно во која научна гранка, во која научна дисциплина, ние апсолутно ги афирмираме истите. На правниот факултет се учи меѓународно хуманитарно право, а при тоа треба да знаеме дека многу активисти на Црвениот крст се директни и генератори на меѓународното хуманитарно право. Тие го создавали, придонесували, се уште придонесуваат во развојот на меѓународното хуманитарно право. Инаку, она што можеме во иднина да го направиме секако како универзитет да се заложиме за уште поголема афирмација и промоција на значењето улогата на Црвениот крст во нашата држава, во рамките на нашиот универзитет, преку различни активности, настани во содејство со Црвениот крст, да ги промовираме неговите мисии, визии и цели. Бидејќи вие добро рековте преку кога зборувате за солидарноста, што представува, но солидарноста во основа представува една целина. Тоа е од латинскиот solidum, затоа ние го користиме терминот солидно. Тоа значи една целина. А една целина имате само во тој момент кога работите во содејство со останатите. И затоа тука кога ја дадовте темата на денешниот настан, маршрути на солидарноста, она што веднаш ми падна на ум, тоа е дека љубовта се множи кога се дели. Така да, тука со една кратка математичка операција доволно може да се објасни дека Црвениот крст е тука буквално да ја афирмира на глобално ниво таа емпатија, тоа чувство, таа потреба за помош, за поддршка на сите луѓе, дотолку повеќе оние кои што се наоѓаат во неволја. И се надевам дека Црвениот крст нема да има иста мисија како што имал порано во текот на војните, туку напред Црвениот крст има и превентивна улога во спречување на такви идни конфликти, особено во време кога на сите страни се звечка со оружје. Црвениот крст, јас сметам дека може да и Обединетите нации да пропаднат, но Црвениот крст мора да опстане, без разлика дека знаеме генезата се започнало и со Лигата на народите кога бил придружна членка Црвениот крст, потоа со создавањето на Организацијата на Обединетите нации, ја добива таа репутација, тој статус, но сепак верувам дека дефинитивно она што ќе преовлада е совеста на цивилизацијата и Црвениот крст како нејзина манифестација. Студентите на УКЛО во многу наврати ја покажале својата хуманост за нивните искуства по музичката пауза. Бидете и понатаму со нас на 90,8. Се снаоѓаш, се подобро изгледаш, нека те води животот таму кај што си најсреќна. Не ме поздравуваш, знам не ти требам јас, и подобро така да не видиш како без тебе пропаѓам. Срцево умирам, во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам, во срцево умирам. Што да те радува, во мене ладни ветрови веат и есенски дожд долеат. Во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам. Себе постојам, во срцево
душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам. Во мене душа остана, да можам да преживеам, со дел од себе постојам, во срцево умирам, во срцево умирам. Во срцево умирам. Како што претходно кажавме, на панел дискусијата Маршрута на солидарноста, која се одржа минатата недела, а со која УКЛО ја одбележа 80 годишнината од основањето на Црвениот крст во Македонија, УКЛО студентите споделија своји лични волонтерски хуманитарни искуства. Ги слушаме предавачот магистер Денис Арсовски од Високата медицинска школа Битола и студентката Мелиса Комина. Јас би додал дека солидарност има бела боја. Бела боја како символ на чистотата, хуманоста и искрената грижа за другите. Токму овие вредности се дел од нашето секојдневие и нашата мисија како идни здравствени работници, меѓутоа и како активни граѓани на нашето општество. Високата медицинска школа не само што едуцира студенти кои медицински ќе помогнат, туку исто така вложува и во развојот на студиски програми кои ги учат нашите студенти дека рехабилитацијата на една личност не завршува само со терапија или медицински третман. Вистинската рехабилитација се случува кога ќе помогнеме лицата да го најдат своето социјално и професионално место во општеството. Само тогаш може да зборуваме за целосна поддршка и вистинска интеграција. Горди сме што преку солидарност и активизам оставаме траги кои говорат за нас. Доказ за тоа се бројните активности во кои учествуваме и проектите кои ги поддржуваме. Високата медицинска школа добива благодарница од Ротари клубот Битола за поддршка и превенција од полиомиелитис. Исто така имаме и благодарница од Сдруженијето Порака Битола со благодарница за активизмот и поддршката за лица со попреченост. Со Црвениот крст имаме соработка која постојано ја надградуваме. Најнов пример за тоа е неодамнешната нивна посета на Високата медицинска школа како дел од вежбите по предметот ургентна медицина. Овие средби се повеќе од учење. Тие се вистинска школа за солидарност, хуманост и пожртвуваност. Сето ова ни покажува дека солидарноста не е само збор, туку е и дело кое секојдневно треба да го негуваме. Преку вакви активности, преку знаење, работа и искрена волја, ние, студентите и професорите, се трудиме да покажеме дека општеството станува подобро кога секој од нас придонесува. А токму за ваков несебичен придонес и посветеност, сакам да ја покана мојата драга колешка Мелиса Комина. Таа е пример за млада личност која со своето срце, време и енергија постојано е таму каде што најмногу треба. Несебично волонтира и активно учествува во помошта за лицата со попреченост, кога давате од срце, љубовта се враќа. За крај исто би сакал да напоменам и дека во однос на почетоците за иницијативата светска за Црвениот крст, која што е дел, како што кажа студентот во Женева во Швајцарија, не случајно имаме и студенти од Швајцарија, две прекрасни студенти од Универзитетот во Женева, кои што буквално таму е се и почетоците на Црвениот крст. Јас ви благодарам на вниманието, а сега со задоволство и го предавам зборот на мојата колешка Мелиса Комина, која би сакала да сподели и својата инспиративна. Добар ден, почитувани присутни. Фала на убавите зборови на професорот. Денес само на кратко би сакала да споделам моето искуство со волонтирање. Како млад човек сум активен волонтер и учествувам во разни здруженија и организации. И тоа не само ми донесе драгоценно искуство, исто така се стекнав и со разни инспиративни луѓе, го збогати мојот вокабулар, моите вештини и комуникацијски вештини, и преку волонтирањето исто така се стекнав со разни дипломи, со сертификати и признанија кои го збогатија моето CV и ме направија поконкурентна на пазарот на трудот. Но сепак волонтирањето не е само добивање на формални признанија, тоа е нешто многу повеќе. Волонтирањето не учи на емпатија, ни го развива нашиот тимски дух и критичкото размислување, не потикнува да размислиме со своја глава, ни ги проширува видиците за поширока перспектива за светот околу нас
и бидејќи гледам многу помлади луѓе, ги поттикнувам да се вклучат во активностите, посебно во активностите на Црвениот крст, затоа што само преку него ќе му се отвори шанса да направат една разлика во својот живот, но и во животите на другите, затоа што преку мали дела на добрина може да се остави силен и позитивен впечаток по заедницата. Благодарам. Паралелно со панел дискусијата се одржа и крводарителска акција на која се одзва на 20 на студенти, но и граѓани на Битола. Разговаравме со дел од нив. Петар Бушевски, студент на Техничкиот факултет во Битола, кој го знаеме како активист меѓу студентите, овој пат и како волонтер и хуманист. Даруваш крв? Дарувам, да. Имам и преходно дарувано крв, а ми втор пат ќе дарувам крв. Какво е чувството после првиот пат и какво е сега? Па првиот пат, да признам, беше малку не страшно, може да беше малку стресно дека сепак прв пат и не имала работа, ама од друга страна беше сум среќен со тоа што ова што дарувам крв спасувам нечи живот. И затоа сакам повторно да дарувам крв. Која порака до студентите и до сите граѓани време кога се зборува за дарување крв? Кога се зборува за дарување крв, исто значи дека се зборува за спасување на живот и мојата порака до сите други студенти и граѓани да бидат што повеќе хумани, колку што може. Ти благодарам. Ке ми се представиш? Тамара Гелевска. Студентка? На ФИКТ, втора година. Тамара, прв пат даруваш крв? Не, втор пат ми ова да дарувам. Како е чувството? Убаво, супер. Целта е добра, така што. Ги охрабруваш и останатите? Да. Обавезно, значи многу хумана работа и му препорачувам кој е во можност да дарува. Јас сум Емилија Мушуланова, студирам на биотехнички факултет, имам 20 години. Прв пат даруваш крв? Да, прв пат дарувам крв. Како разбра за акцијата? Преку другите, преку друштво. И зашто се реши? Сакам да направам добро дело, хуманитарна. И затоа. Некои од твоите пријатели, колеги, може би дарувале порано крв? Да, има дарувано, да. И по првиот пат ќе станеш редовен крводарител? Да. Благодарам те, очекуваме и следната акција да те видим. Ке ни се представиш? Божидар Кукески. Студент? Не. Граѓанин на Битола? Прилеп. Да. Па како од Прилеп во Битола дарувате крв? Како тука живеем. За акцијата? Тука живеете, добро. Да. За акцијата како дознавте? Па прочитав на интернет. Прв пат дарувате крв? Не, имам дарувано многу пати. Ајде вака малку да ги мотивираме студентите почесто да даруваат крв и да се одзиваат на крводарителските акции. Што ќе им порачате? Какво е? Па дарувајте крв, можете да спасите живот на некого. Да не се плашите од дарување доколку сте во можност, секако. Да искориста секоја можност и прилика. Да. Ви благодарам. Разговараме со доктор Алчевски Кристијан од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија, односно клиничката болница во Битола. Докторе, како течи денешната крводарителска акција тука на Правниот факултет во Битола? Има одличен тек на крводарителската акција која што се одржува денес на Правниот факултет. Има голема заинтересираност на студентите, покрај студенти од Правниот факултет, доаѓаат да даруваат и студенти и од останатите факултети кои што се под Универзитетот Климент Охридски. До крајот на акцијата очекуваме дека ќе има уште поголем број на заинтересирани студенти кои што би дарувале, па очекуваме да видиме. Но освен студенти може да забележаме и граѓани кои што се одзвале на повикот за дарување крв. Секако да, на акцијата доаѓаат и лица кои што се надвор до универзитетот, да, вработени во некои други институции, така да акцијата е отворена, од отворен тип и може да дарува било кој што му сака да дојде денеска. Да кажеме дека оние кои што денеска не успеале да дојдат, тоа може да го направат во било кој друг ден, работен, нели? Да.
Каде? Граѓаните може да даруваат крв, значи секој работен ден од понеделник до петок, од 8:30 до 14 часот во Центарот за трансфузиона медицина кој што се наоѓа при клиничка болница Битола, и сега ги покануваме граѓаните на 15 март на големата крводарителска акција која што ќе се одржи во Центарот за култура, па очекуваме дека ќе има голем одзив на крводарители кои би дошле да даруваат на тој ден. Битолчани се секогаш познати со големиот број на одзив, ако можам така да кажам, кога се работи барем за крводарителски акции, па особено кога има вакви повици, се надеваме навистина дека ќе ги има во поголем број. Што треба да исполнуваат како услов за да даруваат крв? Како услов треба да бидат полнолетни, да имаат 18 години, секако може да даруваат и 17 години, но потребно е да има согласност од родител кој што ќе го потпише документот дека дозволува неговото дете да дарува крв. Потребно е да бидат здрави, да имаат над 50 килограми, да имаат добар хемоглобин, односно жените хемоглобинот треба да биде над 120 или 5, додека кај мажите над 135 треба да биде хемоглобинот, да немаат некои посериозни здравствени заболувања како што се заболување на срцето, на белите дробови, кардиоваскуларни некои други заболувања и воглавно е тоа. И секако ние сме тие што ќе дојдат, ќе направиме преглед, па ќе одлучиме дали лицето може да дарува или пак не може да дарува крв. Пред се потребна е желба. Пред се потребна е желба за да се спаси живот, со едно дарување значи се спасуваат 3 животи. Зошто 3? Бидејќи ние земаме полна крв, која што потоа се процесира, се обработува, со што се добива еритроцитен концентрат, се добива тромбоцити, се добива плазма и тие се 3 работи кои што се користат во зависност од потребите на пациентите. Во случајот 1 е еднакво на 3. Точно така. Докторе, ви благодарам и посакувам успешна акција, ова тука на правниот факултет, но и за она што најавивте на 15 март. На 15 март во Центарот за култура Битола. Ви благодарам. Настанот беше заокружен со изразена надеж и повик до граѓанството да продолжат со поддршка на хуманитарните активности и волонтерството и во иднина. Како што беше истакнато, каде што има солидарност, таму хуманоста станува движечка сила на прогресот, што е своевиден повик до студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот Отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така, кажи ми, зошто не е така. Како јас, овој живот слика се во нас, се во нас. Сакам да те викам, мојот сон, сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори,
Укло ФМ, Битола, март 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk